Почнуваме со вестите. Променливото време лошо делува на здравието. Деновиве лекарите од итната медицинска помош интервенираат кај хронично болните, но и кај децата. Главоболки, хипертензија, вртежи во коските, ова се најчестите симптоми на кои се жалат граѓаните. Честите временски осцилации лошо влијаат врз здравието на граѓаните. На температурните разлики најмногу се жалат хронично болните, но и децата. Деновиве кога во текот на денот се соочуваме со чести промени на температурите, зголемена е фреквенцијата во штипската брза помош. Граѓаните најчесто се жалат на главоболки, но и промена на расположението. Новите температурни разлики организмот тешко се приспособува, особено влијание има врз децата и постарите лица, особено хронично болните. Се манифестираат со промени во крвниот шеќер, со хипертензивни кризи, ревматски тегови, настинки, фарингити, особено кај децата. Зголемен е бројот на работа во брзата помош и претечно се јавуваат пациенти со такви тегови, покачен крвен притисок, астматичарите исто така се јавуваат, настинки. За полесно да се пребродат временските промени, лекарите советуваат редовно земање на терапијата, но и внесување на доволно течности. Да се придржуваат хронично болните на терапија препишана од специјалистите, да земат доволно витамини и минерали, добра рехидрација на телото, одмор, добар сон. Поред лекарите, речиси секој трет човек при промена на температурата има здравствени проблеми. Метеопатијата се должи на лошите навики на живот, а од неа најчесто страдаат луѓето кои својот работен ден го поминуваат пред компјутер во своите канцеларии. И годинава, на 1 март, младите ја продолжуваат традицијата за врзување на мартинки на рацете. Три лиценцирани фирми во Штип се грижат за редот во стамбените колективни згради. Инспекторите за домување се во контакти со стенарите, но и со фирмите. А доколку се јави некој проблем, експресно се интервенира. Законот за домување ги обврзува станарите во стамбените колективни згради да основаат кукни совети или ингеренциите да ги препуштат на лиценцирани фирми кои ќе се грижат за одржувањето и кукниот ред во зградата. Во Штип 3 лиценцирани фирми функционираат. Соработката со двајцата инспектори за домување е во континуитет. Две фирми лиценцирани, тоа беа Барбир, агенција лиценцирана Барбир и агенција Стамбул сервис, бизнес сервис. Сега од 2 февруари има уште една Идеал логистик, исто лиценцирана фирма. Соработката е добра со фирмите, граѓаните може во секое време да го раскинат договорот и лиценцираната фирма која претходно одржувала е должна во рок од 8 дена да ги префрли сите документи на новата фирма. Треба да соберат 50% од потписи од станарите и во секое време може да го раскинат договорот. Важно е граѓаните да знаат дека фирмата лиценцирана за одржување на зградите од фондот кој граѓаните го собираат може да зема средства, но сепако мора да ги информира граѓаните за трошоците. Да знаат граѓаните дека за секое влечење на пари од резервниот фонд треба да има согласност од станарите. Без согласност од станарите управувачката фирма не смее да влече пари. За непочитувањето на законот за домување предвидени се високи казни, сепак во Штипсите згради се уште немаат формирано кукни совети. Во Штип има вкупно 3500 станови кои подлежат на законот за домување. На 9 март ќе заврши тендерската постапка за изградба на мост на реката Брегалница и обиколница од населбата Сењак кон индустрискиот дел на градот. Се проценува дека проектот ќе чини околу 1 милион евра. Општина Штип ќе го реализира капиталниот проект за оваа година, тоа е изградба на мост на реката Брегалница и обиколница кон индустрискиот дел на градот, а кој е планиран во рамките на програмата за приоритетни проекти. Портпаролот на општина Штип Драган Ристов на денешната пресконференција информираше дека тендерската постапка за овој проект завршува на 9 март.
Мостот и пристапните сообраќајници до него ќе поврзат два дела на градот, индустрискиот и долниот дел на населбата Сењак, со што ќе се возможи олеснување на сообраќајот и еден вид на помала обиколница на дел од периферијата на градот. Ваквото решение се наметна само по себе заради преоптовареност на главната сообраќајница, булеварот Гоце Делчев, посебно во утринските и попладневните часови. Според проектот, мостот на реката Брегалница ќе биде долг 56 метри и со широчина од 7 метри и ќе биде поврзан со пристапни сообраќајници од околу 200 метри од двете страни. Новата обиколница ќе излегува кај поранешната фабрика Алумина и кај старото нервно оделение во Штип. Според проценките, овој проект се очекува да чини околу 1 милион евра, а е предвидено да заврши за 6 месеци. Изработка и продажба на мартинки. И годинава традицијата на 1 март да се ставаат мартинки на рацете ја продолжија младите од градот Штип. Символот на среќата, здравјето и чистотата го оставија на рака и ќе го носат се додека не го здогледаат првиот штрек. Традицијата за носење на мартинки на дланките продолжува. На 1 март пообично овој символичен украс се става на раката. Се верува дека символизира здравје и чистота, а постарите дека штите и од уроци. Младите од основното училиште Ванчо Прке денеска беа дел од креативната работилница за изработка на мартинки во Штипскиот музеј. Ќе правиме мартинки од бела болница и црвена. Не правам прв пат, туку за мене. Или плетенка, или некаков друг начин. Денес на мене ми е многу интересно, затоа што прв пат правам мартинка и многу ми е интересен ден. Јас денес правам мартинка и сакам на некој да ја подарам. Некогаш мартинките се правеле од вечер. Најстарата жена во семејството ги засокувала конците со црвена и бела боја, најчесто волнени. Се носат до здогледување на првата преселна птица. Значењето на мартинката е всушност да се подари, таа се подарува, а со самото подарување на мартинката се посакува здравје, среќа, љубов или една веселба да предизвика кај оној на кој што му се подарува. Црвениот конец и белиот конец го символизираат чистотата, светлината, значи една позитивна мисла да предизвика кај останатите луѓе. По новиот григоријански календар мартинките се ставаат на 1, а по јулијанскиот календар на 14 март. Порано, освен мартинките кои го символизираат доаѓањето на пролета, се правили така наречени бувки кои се прикачувале во домовите и народните дрва за благосостојба во домот и род на овошките. Не само на децата, туку се изработуваат и бувки од црвено и бел конец, кои што се закачуваат на домашните животни или пак земјоделците кои што ги закачуваат на родните овошки или на житните култури, сето тоа со желба за поголем берекет за искранување на семејството. Освен што се изработуваат денес и се продаваа мартинки во холот на училиштето Ванчо Прке и во подрачното училиште во Новосело. Учениците ги изложија на продажба рачните изработки. Обичајот мартинки да се стави на репрезентативната листа на УНЕСКО за нематеријално културно наследство е проект на 4 балкански земји, меѓу кои Македонија. Лани поради доработка беше вратен. Исходот дали ќе помине и ќе се стави на оваа листа, ќе се знае до крајот на годината. Околу половина час патниот правец Штип-Скопје денес го блокираа светиниколските земјоделци. Тие порачаат дека секоја идеја за редефинирање на државата нема да помине и дека не сакаат да живеат во држава каде политичарите го одвојат народот и прифаќаат туги платформи кои нема да донесат подобра иднина. Со своите трактори земјоделците од Свети Николе го блокираа патниот правец Штип-Скопје. На овој начин тие го искажаа револтот за воведување на двојазичност во државата. Земјоделците порачаа дека не сакаат да живеат во држава каде политичарите го двојат народот и прифаќаат туги платформи кои нема да донесат подобра иднина. Повикуваме на разум во овие клучни моменти кои може да ја однесат Македонија во несакан правец од кој нема назад. Сакаме да порачаме дека сме тука и ќе останеме да ја штитиме заедничка Македонија со сите обележја на унитарна, суверена
една самостојна држава. Секоја идеја за редефинирање на државата нема да помине. Категорични се светениколските земјоделци, кои од блокадите порачаа дека се за стабилна и економски просперитет на држава. Сите ние како граѓани сакаме оваа наша држава да биде на сите. Не може да правиме ние двојазичности. Еднаш направивме таква поделба територијална. Сега не може веќе да се дели оваа држава за тоа што ние немаме друга држава. Денешната блокада на патниот правеч тип Скопје траеше околу половина час. За другите актуалности, помалите свињарски фарми пред колапс. Во поголемите се намалува бројот на свињи. Кризата подолго трае, со ниски цени и намалена побарувачка на свинското месо повеќе не може да се издржи. Се жалат сточарите во Штипска. Одгледувачите на свињи на истокот ги намалуваат своите стада. Велат дека не можат да го издржат притисокот од предолгата криза во оваа сточарска гранка која трае повеќе од една година. Цените на свинското биле ниски да можат да ги покријат трошоците, а побарувачката на месо поради великденските пости била намалена. Со цена од 90 денари за килограм жива мера не можеме да обстанеме. Малите фарми се пред колапс, а поголемите стада се преполовуваат, вели Бранко Нисев, фармер во Лакавичко. И веќе не можеме и почнаме веќе да ги намалуваме стадата и да ги ништиме више. Се разочарани сите, поготово од тие помалите што беа кои материца 2, 3, 4, 5, 10, тие веќе готово. Тоа се уништено и нема више обнова. А поголемите што беа кои 20, 30, 40 материци, они веќе ги преполовуваат више на половинта. Ниту субвенциите нема да можат да ги облажат последиците од оваа криза, категоричен е Нисев, незадоволен од средствата кои ги добиваат по грло добиток. Смета дека не се доволни да ги одржат, а камоли да ги зголемат стадата. Што е 700 динара субвенции? Што ќе направиш ти со 700 динара? Тоа со 60 кила крма. Толку субвенции ние взимаме за маториците. 750 динара. А каде е одбележување, каде е овој, каде е оној, вакцинирање, едно друго, што субвенции ни дават? Ништо. Свињарството е единствена сточарска гранка која последниве неколку години забележа нагорен тренд со зголемување на бројот на добиток како во индивидуалниот, така и во правниот сектор. Ако продолжи кризата, коментираат познавачите, неизвестно е дали овој тренд ќе се задржи или и овој сектор ќе се приклучи на останатите каде сточниот фонд бележи намалување, како во овчарството каде бројот на овци се намали за дури 70%. Виничкото комунално предпријатие Солидарност годинава под своји ингеренции ќе преземе околу 2/3 од селските водоводи. Остануваат уште 2 поголеми села кои не се под ингеренција и контрола на ова јавно предпријатие. Половина од водоводите во руралните средини се под надлежност на Виничкото комунално предпријатие Солидарност. Директорот Игор Спасовски вели дека преземањето оди постепено, а и дел од селата не сакаат да им се преземат водоводните системи, со цел да не плаќаат сметки за вода на предпријатието. Кои ќе имаат проблеми со водоснабдувањето, како што беше случајот со селото Истивања, тие веднаш доаѓаат кај нас, ние го отстранеме проблемот и луѓето само иницијативно бараат од нас да го преземеме и се разбира ние ќе го преземеме тогаш. Иако имаме законска обврска да ги преземеме сите селски водоводи, сепак малку осетлива таа тема и не можеме ние одеднаш да ги земеме сите, да кажеме законски е така и ќе им земеме водата, бидејќи се очекуваме да има реакција од населението. Водоводите во селските средини, доколку не се под ингеренција на комуналните предпријатија, се соочуваат и со проблемот да имаат загадена вода, односно квалитетот да не биде задоволен. Во текот на летните месеци во ваквите села низ Источна Македонија често се појавуваат и одредени заболувања, за кои центрите за јавно здравје информираат да не се користи водата од одредени села. Во Виничкиот крај остануваат уште 2 поголеми села на кои водоводната мрежа не им се контролира од комуналното предпријатие. Останува да се преземе само село Градец и село Лески, додека ги презедовме Истибање, Јакимово, во Блатец има посебно комунално предпријатие за селото Блатец, во иднина не знам како ќе биде, на кој начин ќе се реши тоа. И остануваат помалите населени места кои што се и подалечени од градот Виница.
Спасовски вели дека жителите на одредени села веќе имаат интерес нивните водоводи да бидат контролирани од предпријатието. Очекува 2/3 од селските водоводи да бидат под нивни ингеренции. Екипите на комунална хигиена при Штипското јавно предпријатие ИСАР ја почнаа комплетната пролетна дезинфекција на контењерите на секаде низ градот. Штипското комунално предпријатие ИСАР почна со акцијата за чистење и дезинфекција на сите контейнери за смет во населбите и низ централното градско подрачје. Директорот на јавното предпријатие ИСАР Ангел Боџиев вели дека екипите ќе ги штитат сите платоа, а потоа и ќе ги дезинфицираат сите контейнери со цел поголема хигиена во градот. Ова е пролетна акција. Ние започнавме вчера од населбата Автокоманда, денес продолжуваме во населбата 8 ноември, ќе продолжиме во Бавите, ќе продолжиме во Сењакот, ќе продолжиме во Пребек, ќе продолжиме во централното градско подрачје, во сите региони кои што ги има општина Штип. И комплетно ќе бидат исчистени подовите од ѓубре до најмала книшка, а исто така со самото тоа веднаш после ќе пристапиме кон дезинфекција на самите контейнери. Ова е пролетна дезинфекција. Дезинфекцијата на контейнерите се врши со специјално средство со цел поголема хигиена и да не се шират заразни болести. Значи, вакви акции ќе вршиме почесто. На оваа акција и предходеше детално расчистување на џебовите и на платоата, каде што ни се лоцирани контейнерите. Акцијата се врши координирано, значи во почетокот се врши празнење поединечно на секој контейнер, потоа миење и на крај дезинфекција со прскање на специјално дезинфекционо средство. Апелот до граѓаните е да го одложуваат сметот во контейнерите, а не ѓубрето да го расфрлаат околу нив. Продолжуваме со спорт. За сите љубители на одбојката, вечерва ќе се одиграат реванш над преварите во рамките на одбојкарскиот куп на Македонија. Женската екипа на УГД Студент во Штип ќе биде домаќин на екипата на СВСК Куманово, која во првиот меч славеше со резултат 3:0. Надпреварот ќе се одигра во салата Јордан Мијалков со почеток во 19 часот. Машката екипа на УГД Студент со предност од 3:2 ќе гостува на екипата на Борец во Велес. Членови на карате клубот Партизан од Штип настапија на меѓународниот турнир ИПОН Куп 2017 што се одржа во Лесковац. Во конкуренција на преку 700 надпреварувачи од клубови од целиот Балкан, тие освоија 4 златни медали, 7 сребрени и 10 бронзени медали. Мощно успешен беше настапот на членовите на карате клубот Партизан на традиционалниот меѓународен турнир ИПОН Куп 2017 што се одржа во градот Лесковац, Република Србија. Под раководство на тренерот Миланче Черкезов настапија 20 каратисти, кои во конкуренција на преку 700 надпреварувачи од балканските простори освоија севкупно 21 медал. Златни медали во своите возрастни категории освоија Лила Ефремова, Филип Ивановски, Панча Захариев и екипно пионерите на Партизан во состав Филип Ивановски, Алексеј Адвокатов, Мартин Захариев и Стефан Манев. Сребрени медали во своите категории освоија Мелани Митевска, Алексеј Адвокатов, Тамара Доневска, Душица Бреслиева, Кристијан Николов, Дамјан Андонов и Матеја Георгиев. Бронзени медали во своите категории освоија Мартин Захариев, Љупчо Ценевски, Елена Анастасова, Кристијан Данев, Тамара Иванова, Ангела Бреслиева, Лина Евтимова, Стефан Манев, Стерио Наумов и Елена Устичкова. И сосема за крај на дневникот оваа најава. По повод патрониот празник, Универзитетскиот спортски центар при УГД Штип организира студентски спортски игри во повеќе дисциплини. Студентите од сите факултети, почнувајќи од денес 1 март па се до 15 март, ќе може да се пријавуваат за надпревари во одбојка, кошарка, ракомет и пинг-понг, и тоа поединечно или со собствен тим. Значи од денес до 15 март. Овде ја заокружуваме информативната програма на Ирис Телевизија во среда. Благодарност за вашето внимание. Останете во продолжение со Ирис Телевизија, а повеќе информации можете да прочитате на нашиот веб-сайт. Довидување.